Добро, почитувани граѓани на општина Берово и на околните села денеска на кои што сме тука во целиот овој наш убав регион, почитувани представници на медиумите, почитуван градоначалник, општинска администрација, членови на советот, почитуван министер, директор на Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој, почитувана пратеничке. Драго ми е што денеска сме овде по еден многу убав повод. Денеска сме тука во општина Берово за да го значиме стартот на работите на рехабилитацијата на локалната патна инфраструктура, која вклучува и мостови за поврзување на повеќе села од општината до регионалниот пат во вкупна должина од 7 километри. Вредноста на рехабилитацијата на локалниот пат од село Владимирово до регионалниот е околу 15 милиона и 600 илјади денари, од кои 13,3 милиони денари се обезбедени преку програмата за рурален развој, поддржан од владата на Република Северна Македонија, а остатокот се буџетски средства на општина Берово. Реализацијата на оваа и на другите капитални проекти од оваа програма ќе придонесе за севкупен развој на инфраструктурата во Република Северна Македонија, а со ефикасното искористување на овие мерки ќе се решат проблемите со комуналната и патната инфраструктура во руралните средини. Реализацијата на проектите ќе обезбеди солидна урбана и транспортна инфраструктура во и надвор во руралните населени места со единствена цел подобрување на условите за живот на граѓаните и позитивно влијание на развојот на економските активности. Дури 80 општини во нашата земја поднесоа вкупно над 200 капитални проекти за 3 мерки од програмата за рурален развој. Мерките се подобрување на квалитетот на животот во руралните средини, обнова и развој на селата и зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја. За реализација на овие мерки, нашата влада обезбеди 38 милиони евра, а досега се подпишани 19 договори, меѓу кои и овој договор. Останатите се во фаза на подготовка за подпишување и после што ќе следуваат тендерските постапки. Освен за овој, општина Берово има конкурирано уште со 2 проекти во оваа програма и сите 3 проекти за кои што аплицираше се одобрени. Овие проекти доволно ја илустрираат вредноста и неопходноста за развојот на општините, што ќе произлезе од капиталните инвестиции во изградба и реконструкција на локални патишта, потребни за поврзување на населени места, изградба и реконструкција на пазари, партнерно уредување, плоштади, домови, мостови, канализациона инфраструктура, водоснабдителни системи и водоснабдителни мрежи, како и за инвестиции за развој на одредени туристички точки, кои што може да бидат интересни како за домашните, така и за странските туристи. Владата на Република Северна Македонија со оваа програма, како и со повеќе други активности и мерки, останува максимално посветено на поддршката за развој и подигање на капацитетите на единиците на локална самоуправа. Некаде во ноември ќе се распишат сите постапки за изградбата на локалните патишта, за кои што обезбедуваме 70 милиони евра средства од Светската банка и некаде околу 100 милиони евра дополнително за водоводи и канализации на територијата на целата наша земја. Јас се надевам дека Берово многу брзо ќе го врати сјајот на една модерна, перспективна, туристички развиена општина од нашата источна Македонија. Благодарам. Само да дадат изјавата, па ќе дадам. Благодарам. Почитуван председател на влада на Република Северна Македонија господин Заев, почитуван градоначалник, почитуван директор пратеничка, почитувани присутни, почитувани медиуми. Можноста што ја нуди програмата за руралниот развој е наменета за општините со големо значење пред се во делот на обезбедување на подобри услови за живот во руралните средини. За жителите од секоја општина е важно да имаат подобар пристап до земјоделско земјиште, што го обработуваат со нови локални патишта, побрзо да пристигнуваат до градовите и селата, да имаат чиста вода за пиење, која ќе овозможува преку инвестиции во водоснабдителна мрежа, домови за култура и современи пазари. Општина Берово е една од 80 општини која што ги доби овие, која што учествува во оваа програма, инаку да напоменеме дека целата програма е од 38 милиони евра, која што преку програмата за рурален развој ќе се инвестираат во наредните 2 години, а која е целта? Пред се целта ни е да се подобри условот
за живот во руралните средини. Кога зборуваме за руралните средини, она првата умисла можеби е земјоделството и развој во земјоделството, но уште побитни се и токму условите кои што ќе овозможат да се продолжи со работа, да се направи конкурентно земјоделско производство, а секако дека во развојот на руралната средина и оној алтернативен рурален туризам кој што допрва треба да се вложуваат од страна на владата, а секако во овој дел се и можностите за искористувањето на европските фондови. Благодарам. Почитуван премиер Зоран Заев, почитуван министер, почитуван градоначалник, почитувана пратеничка, почитувани присутни мештани од овие населени места. Навистина, општина Берово покажа дека само за 20 или помалку од 20 дена од подпишувањето на договорот беше спремна да почне со техничка имплементација на проектот кој се однесува на реконструкција на пратниот правец од село Владимирово до село Мачево и излез на регионалниот пат Берово-Виница, така да преку овој проект ќе се овозможи директен транзит на луѓето, стоката, ќе се задоволат потребите, ќе се скратат трошоците и патот по кој што местното население треба да стигне до поголемите центри. Исто така со ова патна структура ќе се обезбеди и многу лесен пристап до земјоделските површини кои што ги обработуваат. Преку одобрените 3 проекти за општина Берово ќе се реализира вкупно инвестиција од 18 милиони денари, на кои тоа се средства од буџетот на владата на Република Северна Македонија, за кои што општината ќе треба да обезбеди средства од твојот буџет за плаќање на данокот на додадена вредност. Средствата од оваа програма за рурален развој, самите сте сведоци дека се инвестираат во руралните средини и секогаш при одобрувањето на овие проекти се внимаваше на равномерниот регионален развој во цела држава, а се со една цел: младите луѓе да не останат на своите огништа, тука да основаат своји фамилии и да започнуваат своји бизниси. Благодарам. Добро, значи почитуван премиер на владата на Република Северна Македонија, почитуван министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, почитуван пратенички, почитуван директор на Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој. Значи денес сме овде на отпочнуваме со работа на проектот за реконструкција на локалниот пат село Мачево, село Владимирово, значи кој опфаќа должина 4,3 км, ширина на патот од 5,4 метри, каде во период кој согласно договорот имаме 70 дена календарските изведбенистиот, е предвидено да се стават, значи, нови цевасти пропусти, да се изработат канали до целата траса и секако да се изгребе постојната површина и се овозможи нов 4 см асфалт за патот кој морам да потенцирам е изграден 1996 година и сега за прв пат се реконструира после неговата изградба. Тоа како за нас, како општина која има низок фискален капацитет, значи многу како подршка од владата на Република Северна Македонија за такви проекти кои овозможуваат, значи, подобрување на локалната патна инфраструктура, овозможување полесен пристап на земјоделците до нивните имоти и секако развој на локалната економија. Благодариме. Нови лидерски средби, договор за СЈО, нешто на таа тема. Јас знам дека има комуникација постојано меѓу представниците на работните групи. Беше најавена и можноста дури утре да се работи на работни групи или представници од работните групи. Верувам дека можеме да направиме напори, навистина не сме многу далеку. Само треба да се надминеме, посебно во услови кога предмети се обезбедени, имат своја иднина. Дајте да испратиме порака до меѓународните партнери од Европската унија дека навистина како што досега се договаравме со консензус да гласаме во парламентот сето она што е поврзано со реформите поврзани со Европската унија, така и да овој закон за јавното обвинителство заедно го договориме. Стојам на располагање целосно штом работните групи ќе дадат сигналот до мене и до господинот Мицковски и ние да седнеме за да договориме работата и на овој закон за јавното обвинителство. Повелете други? Фала ви многу.